Над 850.000 евра донации собрани досега преку Црвениот крст во текот на следната недела ќе се префрлаат на банкарските сметки на семејствата на повредените и починатите од страотниот пожар во Кочани. Парите во првата фаза ќе бидат префрлани линеарно или по 150.000 денари, а во другите фази исплаќањето ќе биде според утврдена методологија на која работат експерти и надлежни институции, вели генералниот секретар на Црвениот крст Сајца Ити. Во првата фаза ќе бидат исплатени 36 милиони денари од досега собраните 51 милион, кои во наредните денови ќе се зголемува со оглед на тоа дека интересот за донирање е голем. Во текот на денешниот ден и наредните денови интензивно сме во фаза на собирање на податоците од аспект на трансакцијска сметка, матичен број и се што е потребно за еднолите да се префрлат средства, потребна изјава за користење на лични податоци. Интензивно и викендот ќе работиме, понеделник, вторник, се надеваме во текот на наредната недела најрано што ќе можеме да го направиме трансферот на првичниот трансфер, значи во вид на линеарна помош и поддршка на сите семејства кои се настрадани од несреќата. Во наредните фази, согласно приливот, согласно процентите што ќе се направат, значи ќе се пристапи кон понатамошна помош и поддршка, се додека не се заврши пристигнатата помош, а таа собирањето на средства ќе трае наредните 10 па и повеќе дена доколку има интерес, бидејќи интересот е голем за донирање. Донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош за покривање на почетните и секојдневни трошоци. Оваа помош ќе се реализира преку Црвениот крст на Република Македонија. Граѓаните донираат и на индивидуални сметки за семејствата на повредените. Голем дел од нив се во тешка финансиска состојба, им се потребни пари веднаш. Велат од платформата Сапорт Кочани, која младите волонтери Иван и Ненад ја креираа за помош на семејствата. На страницата се објавени индивидуалните сметки на повредените со доброволна согласност од нивните родители или блиски, а приватноста на донаторите е целосно заштитена. На луѓето им требаат средства, немаат средства, нивните деца се веќе таму, некои не може ни да патуват, а гледаме дека на Инстаграм и на Фејсбук има многу споделување на информации и веќе сите се губат тука. Затоа одлучивме денеска одма да направиме централизиран систем. За кратко ќе ви објавиме веб страната и на неа ќе ги има сите болни, у која болница се, у кој град, телефонски број за контакт на родителот и сметка. Трошоците за лекување на пациентите надвор од Македонија ги покриваат државите домакини, додека трошоците за пат, сместување и целосна логистика на семејствата на пациентите ги покрива владата, рече денеска министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Покривањето на трошоците не дозволува тие луѓе да акумулираат никаков трошок. Однапред, ние го резервираме хотелот, ние ги купуваме авионските карти, ги информираме дека за еден мобилен телефон ќе се покријат целокупните сметки во делот на роамингот и сите трошоци што ќе ги акумулираат. Граѓаните добиваат per diem, односно условно кажано дневница, средства што им е потребно секојдневно за некои тековни трошоци што настануваат. Од Црвениот крст апелираат до граѓаните да продолжат да донираат на сметката на Солидарниот фонд или на телефонскиот број 143 400.